Ние направивме една кратка програма во овој момент. Тоа е дел од нашите идеи за кои што се надеваме дека ќе имаме можност да ги оствариме. Значи пред се тоа се однесува на проблемите кои што се судруваме сите. Во градов најголем проблем е сообраќајниот хаос. Предлагаме неколку кружни текови, предлагаме зголемување на сообраќајните линии, на автобуските сообраќајни линии до околните места. Нашите сограѓани од селските средини, Мажучиште, Лагово, Коњари, Канатларци, не одат автобуси до таму. Сакаме развој на Мариовскиот регион, нема автобуска линија. Како да се развива тој регион? Имаме идеја да го развиваме органското производство на храна во Мариовскиот регион, како да појде луѓето таму ако немаме пред се автобуска линија. Исто така имаме идеја, значи конечно се реши и паркингот во градот. Ова што го направија сега нашите коалициони партнери, градоначалникот, како викавме, значи може да се среди. Тој го направи тоа, ама не ја уништи чаршијата, го уништи градот. Убаво изгледа сето, луѓето шидат туристи од страна, го поздравуваат, викаат зошто се жалите, ама има проблем. Значи ние сакаме сето да го решиме пред се со двекатни гаражи и конечно решавање на катната гаража пред кај реката. Значи мора да се реши тоа, таа изградена, да се најде начин да се реши. Исто така нашите идеи се конечно решавање на статусот на двете спортски сали, значи спортот во градов е паднат на најниско ниво. Кино немаме во градов, значи ние сме тие кои што прво нешто што би предложиле, меѓу другите проекти, да конечно да имаме кино. Овој град од 70.000-80.000 жители, немаме кино, срамота. Не е тешко, не е спорно, не е ништо голем проект, да кажеме дека ќе направиме кино. Прво нешто што ќе го направиме, треба фондација за деца со ретки болести од општина Прилеп. И јас овде ќе изјавам јавно дека мојот паушал што би го добивал доколку бидам избран во Советот, ќе го донирам во таа фондација. Значи имаше и претходно некои најави од такви некои кандидати за советници дека ќе го донира својот паушал, ама не каже каде. Значи ги повикувам сите заедно да смогнеме сили, колку се тие средства, сигурно сите од тоа не одиме таму за тој паушал, не се кандидираме, да го донираме во таа фондација, значи кажуваме точно за каде. Не само имагинарно ја ќе го донирам тоа. Сакаме да поведиме иницијатива за донација на скеле за тутун за секој тутунопроизводител. Воено донација за, односно не донација, туку одредување на место да се расади луѓето. Не треба се ставиме од тутуна. Мојата пресметка е околу 50 милиони евра влегуваат во градот од тој тутун. Значи градот е гордост, треба тутун да биде гордост на овој град. И така да огледаме тоа. Не да ги тераме луѓето да си ги собира скелината, потикао било грдо на булевар или не знам не на булевар, туку во околните населби. Да си ги собира скелината, па да ги малтретираме луѓето. Тоа ќе биде на наша заложба, дел од наша заложба за земјоделството. Како и органското производство на храна, како што кажа претходно, наша идеја е да го сертифицираме целиот Мариовски регион, кој што сите знаеме дека е многу голем дел од Македонија. Значи, со сертифицирање на целиот регион, се што ќе биде произведено таму, да добие сертификат на органска храна, за која што моментално во светов има преголема побарувачка. Не знам колку знаеме за тоа, ама сигурно сите се слушнали. И да се надоврзаме на тоа. Значи, нашата заложба е сите тие селски средини околу општината Прилеп, што се наши, кај што живеат нашите сограѓани, максимално да се заложиме веќе да ги решиме комуналните проблеми, како што каже претходно превозот пред се, но таму има и некоја урбана опрема да се постави. Значи тоа рурално и остана рурално. Ние сакаме руралното да стане урбано.